стенји смотритор на фламту провинција Шлезвиг-Холштейн ту Германија. Јас ти спорти уна провинцијци, јас ти ласинорла намиса ди Германија Данска, а оаци ти протпана шаси ди марцу, ја равинита уна делегација ди ла комунитасли етници ди Македонија care sunt membri tu forumul de comunități minoritare, a avea și reprezentanță de instituțiile de stat. O avem azi oaspetul scântea armanească, snăhibă și profesorul de la Facultatea de Filozofie, de la Institutul de Sociologie, profesorul Emil Dimitrievski, a cui zățem bună văzut și genevinitul scântea armanească. Добар ден и поздрав до гледачите на емисијата на Влашки јазик. Професор, јас спомнав во најавата дека сме дојдени во Германија во студиска посета. Спомнав дека покрај представници од немнозинските заедници има и представници од државните институции. Вие сте представник на Факултетот за филозофија. На овој настан вие се представивте со ваше експозе, да ги запознаеме гледачите за што станува збор, со што се представите вие пред домакините, представници на немнозинските заедници од Германија. Најпрво им благодарам до форумот за немнозински заедници за поканата да се учествува во овој настан. Сметам дека присуството на науката покрај представниците од невладините организации и државните институции даде една целина која што на еден адекватен начин ја представува состојбата со немнозинските заедници во Македонија, нивните права, статус, улога во рамки на државата и на општеството генерално, и сметам дека допринесовме секој од свој агол да биде соодветно представена актуелната состојба. Кој што кажавте, моето излагање беше на теми кои што се предмет на мој научен интерес на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет, а тоа е политичкиот систем, политичката социологија, право, политика и општество, значи области кои што ги содржат курсевите, а се однесуваат на знаење од областта на човековите права, од областта на малцинските права, етничките групи, мултикултура, мултиконфесионалност и така натаму, на што се нели базични социолошки сознанија и предмет на интерес на социологијата. Во рамките на вашето предавање спомнавте дека имате направено и една анализа за тоа кон која партија повеќе гравитираат немнозинските заедници. Да ги запознаеме нашите гледачи со резултатите од вашето истражување. Да, во мојот докторски труд јас ги анализирав двете водечки партии во Македонија, фактички социолошки ги профилирав представникот на десницата ВМРО-ДПМН и представникот на левицата СДСМ по многу елементи. Еден од тие елементи беше каква структура на граѓани мобилизираат, чии ставови агрегираат во општеството. Од повеќе аспекти, еден од тие аспекти секако етничката припадност. Во моето истражување од овој сегмент само ќе го соопштаме за тоа дека левицата и десницата подеднакво мобилизираат представници од етничките заедници во Македонија, кај сите етнички заедници речиси податоци се слични, освен тоа што СДСМ, односно левицата, бележи поголемо присуство во албанската етничка заедница во однос на десницата. Така да етничките заедници во Македонија може да се каже дека се присутни во двата крупни идеолошки политички столбови на државата. Во рамките на оваа студиска посета, немнозинските заедници се презентира и нормативата, законската регулатива во Македонија со која се гарантираат правата, меѓутоа и тоа до кој степен тие се реализираат во пракса. Освен тоа може да слушнат и мислења, ставови и информации од малцинствата кои живеат во Германија за тоа како се гарантирани нивните права и како се реализираат во пракса. Според вас, кои се придобивките од овој настан? Знаете, идеалот за градење на граѓанско мултиетничко општество кој што ги имаме ние како држава треба внимателно да се гради. Визави нели зачувување на спецификите, белезите на секој етнос посебно. Затоа што едно е да се организираме на тој начин што сите ќе си ги зачуваме определени специфики, традиција, историја, култура која што ги имаме како етникум,
меѓутоа тоа мора да биде во функција сепак на кохезијата на општеството. Не со тоа да градиме бариери и да правиме светови кои што ќе живеат едни покрај други, туку да направиме навистина инклузивно општество кое што во суштина и овде можеше да се слушне дека етничката припадност е длабоко интимна состојба. Таа не треба да биде ниту критериум, ниту професија како што кај нас се практикува при вработување, при унапредување во државна администрација и така натаму. Мислам дека и ние како општество сме веќе зрели да почнеме да размислуваме како германското општество да етничката припадност е приватно чувство и личностно и препознавање во однос на другиот, меѓутоа ако можете да приметите тука никаде не е издигната на ранг на критериум, ги нема оние национални клучеви за вработување по етничка линија, го нема она што ние викаме позитивна дискриминација, значи малку културата и менталитетот на овие општества се поразлични, можеби и ние ќе дојдеме во оваа фаза кога нема да биде потребна норматива да влијае на адекватна и соодветна застапеност на етникумите во државниот сектор, во државната управа, како и да е, можеше да се видат различни случаи, да ги споредиме, определени работи се можеби апликативни за кај нас, меѓутоа сметам дека по многу нешто и ние покажавме дека навистина по однос на гарантирање на човековите права Македонија е навистина уникатна земја затоа што има уникатни законски решенија кои што ги нема во многу земји од светот со кои претендира да се гарантираат правата на етничките заедници. Спомнавте дека можеби во прашање менталитетот, културата, па затоа тука иако не се гарантирани со закон многу од правата, тие ги имаат регулирано со декларација, значи документ кој не е обврзувачки, меѓутоа како резултат на таа декларација ги реализираат нивните права во пракса. Оваа група беше во посета на германското малцинство во Данска. Ја посетивме гимназијата, каде што можевме да видиме како е организирано образованието на јазикот на германското малцинство во Данска. Потоа можевме да слушнеме во Германија дека со цензус од 5% може некој представник од немнозинските заедници да добие можност да биде представник на немнозинската заедница или во својата провинција или пак на федерално ниво. Што мислите, колку оваквите примери и новите информации што ги слушнавме сега во рамките на оваа студиска посета можат да бидат не отсликани, туку прилагодени на нашите услови? Повторно ќе тргнеме од менталитетот и од степенот на култура кај луѓето. Сами спомнавте дека овде овој сегмент го регулираат со декларација. А кај нас, значи, штом сме приморани одредени обврски да ги регулираме со закон, тоа зборува за нашиот менталитет. Меѓутоа како и да е, сепак ние сме многу помлада држава од овие држави, растеме со плурализмот, зрееме и сметам дека можеби определени работи кои што сме ги увиделе како недостаток ќе ги во понатамошниот тек отстрануваме. Во принцип не сум поборник за груба и механичка реплика на сето она што ќе го видиме. Многу е важно тоа да биде апликативно за нашиот степен и култура кој што имаме ние. Што мислите според вас, колку, да речеме, нашето презентирање за тоа како се гарантирани правата на немнозинските заедници во Македонија може да биде пример на малцинствата во Западна Европа, односно во земјите на Европската Унија. Затоа што можевме да слушнеме дека тие немаат право на медиум на свој мајчин јазик, а во Македонија уште од 91 година тоа со закон е регулирано сега, значи сите заедници имаат право на емитување на програма на својот мајчин јазик, што не е случај да речеме во Германија. Веројатно, определени мерки би можеле да бидат апликативни, иако суштината на еден голем сет од мерки кои што се во Македонија се коси со она што е начин и филозофија на функционирање на овие држави. Пример, да речеме, вработувањето во државната управа, овде функционира мерит системот. Не е важно припадноста на етничката заедница. Кај нас се уште имаме проблеми од тој аспект и правиме определени механизми да се задржи таа правична застапеност. Сметам дека
мерит системот е идеално решение, определени ретроградни процеси кои што од различни причини кај нас се имплементираат. Не заборавајте дека добар дел од овие законски решенија потекнуваат од рамковниот договор, кој што всушност беше договор за решавање на еден конфликт. И во тој контекст има разбирање и се доживува како тако. Меѓутоа, сметам дека веќе тоа е надживеено и дека треба ние да одиме во некоја следна фаза која што е понапредна согласно она што го гледаме и тука. Професоре, вие за прв пат сте гостин во емисијата на Влашки јазик. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи, до Влашката заедница? Навистина ми е чест што сум прв пат. Јас имам многу пријатели од Влашката заедница, тоа се прекрасни луѓе, лојални на државата, ги делиме и доброто и лошото со нашите сограѓани и пријатели Власи. Пораката ми е да работиме заеднички на силно општество, на просперитетна држава, да се почитуваме меѓу себе, да ја чуваме традицијата, бидејќи нашите традиционални вредности укажуваат на тоа. Македонија секој пат го негула тој карактер на мултиетничност, мултиконфесионалност. Влашката заедница е една од најблиските заедници до македонскиот народ, така да мојата порека е да продолжиме во тој правец, да си ги негуваме нашите вредности по кои сме специфични во светот. Навистина прекрасна порака. Се надевам дека пораката ќе стигне до нашите гледачи, до пошироката јавност и ве благодарам за разговор. Ви благодарам и јас.